Еден од најголемите инвестициони потфати во Република Македонија во периодот 1994-2000 година е изградбата на хидроелектричната централа Косјак, комплициран и сложен градежно-оперативен зафат кој се случува ретко на нашите простори. Централата е лоцирана на реката Треска на 25 км оддалеченост од Скопје. При изградбата на хидроелектричната централа, покрај сложените градежни работи, како што се изградбата на брана, проточни тунели, патишта, мостови и друго, се предвидува и потопување на голема површина за хидроакумулационото езеро, под кое ќе се најде и дел од поречката област со селото Здуње. Според проектот предвидена е дислокација на ова населено место. Со прашањето за дислокација на селото се наметна и дилемата за судбината на два сакрални објекти од ова село, како и на уште една црква во атарот на селото Бресница, изградени во поствизантискиот период, со големо духовно и историско значење за жителите на поречието и за Македонија воопшто, кои исто така треба да бидат потопени. Досегашните искуства во изминатите 50 години говореа дека со изградбата на акумулационите езера во Република Македонија беа потопени и спришани од лицето на земјата непроценливи културно-историски сакрални објекти, дури и од монументални размери. Прашањето за обстанокот на културно-историските споменици по течението на реката Треска беше ставено под лупата на македонската јавност и совест во дадениот историски миг. Од тие причини, инвеститорот Електростопанство на Македонија и Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата донесоа одлука за спасување на трите цркви. Во Здуње, гробишната црква Поведение на Богородица од крајот на 16-тиот и почетокот на 17-тиот век и црквата Свети Петар и Павле, датирана во периодот на туркократијата и во атарот на селото Бресница, црквата Света Богородица, изградена во 17-тиот век. Спасувањето на црквите требаше да се одвива преку нивна комплетна дислокација, што подразбираше сложен процес на раслојување, пренесување и повторна реконструкција на иконостасите, фреско-живописот и на оригиналниот градежно-архитектонски материјал на црквите на безбедна за нив локација. Ваквиот начин на спасување на споменатите цркви заедно со гробиштата требаше за прв пат да се реализира во Македонија, што воедно беше и предизвик за можностите и подготвеноста на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата и на Македонија воопшто.
Екипа на македонската телевизија од средината на 1999 година континуирано го следеше овој сложен процес, при што беше сведок на неочекувани откритија кои уште повеќе го зголемија значењето на чинот на спасувањето. Инаку процесот на изградбата на хидроелектричната централа Косјак и на дислокацијата на трите цркви се уште е во тек и во емисијата е презентиран материјал снимен заклучно со месец април 2000 година. Живопис кој е здрав, кој е компактен и значи добро е врзан за носачец. Затоа и поделикатно и постепено. Уште да поболи. Да отворам уште? Подобро, далеку подобро. Да отворам? Ај уште малку. Еј, слави кај тебе таму. Тргни се. Ајде. Ajde, gotovo. Nosi go sad na ruku. Ajde. Ajde, ajde, legnete. Dobro. Legne na zemlju. Браната Козјак и сите придружни објекти се представуваат навистина еден од најголемите хидроенергетски објекти не само во Република Македонија, туку пошироко и на Балканот, односно во деловите на Југоисточна Европа. Се работи за еден хидроенергетски објект кој навистина представува едно грандиозно дело и не само тоа, но го представува предизвик не само за генерациите што го изведуваат овој објект, генерациите градежни, механички и електроинженери, туку навистина ќе представува и гордост на генерациите што доаѓаат како еден од најголемите хидроенергетски објекти во Република Македонија. Значи се работи за висина на брана од околу 126 метри,
со приближно над 3,5 милиони кубни метри камен насип, значи можеме слободно да кажеме дека во овој објект речиси цела една планина е вградена во браната и со